Како се најавува формирањето влада, така широко се отвараат политичките кепенци. Може би како сигнал дека постои некаков простор за можна партиципација во тоа што треба да се прави во периодот на топлото време кое што следува. Летно време прозорите се отворени. Поготово од 1 јуни до 15 септември прозорите сите ни се отворени. Не дека многумина хипотетички не би ги отвориле и вратите, ама не можат да понудат ниту чергиче од кое посекуваниот гостин и си ги избришал чевлите. Тој веќе си има најдено домакински куќи, во кој му е послан црвен тепих. Можам со задоволство да кажам дека имаме консолидирано точно 61 пратеник, но тоа нема да не повлече од разговорите со идните потенцијални коалициони партнери, како што е коалицијата Вреди или Влен. Чудно е што не се спомнува уште еден од тие кои би сакале да бидат во друштвото, но барем сигурните. Исто така се посветени на Джандар збира агендата. За сега сметаат на сите знаци, а планираат да се комплетираат и со 2 бои, евентуално и со Джокер Плюс. Четворица други од коалицијата од Европскиот фронт веќе преговараат со некои со нас, некои со другата коалиција, така да може да паднат и на 13. Пред формирање на владата. По формирање на владата може и да се преполови бројката. А дека ништо не е препуштено на случајност, се покажува и на локално ниво. Приврзоците најлесно се откинуваат и како по правило, толку едноставно и без никаква одговорност кон тие што ги ставиле, за да отвараат и железни врати, се шеткаат од клуч на клуч. Од денес ќе настапувам независно како советник на Демократски сојуз и се приклучувам на коалицијата предводена на ВМРО ДПМН. Јас Петковски Јане, како советник подржан од Либералната партија, јас се приклучувам на страната од десната страна, односно од страната за подршка за градоначалник. Дилема е како да им се верува на тие што постојано ги менуваат партнерите. Ако не се придржувале до едни, зошто би останале доследни и на други принципи. Джентламенски договор има само кај што има джентламени. А овде очигледно јас не гледам. И на крајот, без да се предвидува тоа што се случувало вчера. Потек кој е повлечен уште од завчера. Кога човек кој што е долги години во политика ќе биде поразен како што сум јас и мојата политичка опција поразени на изборите кои поминаа председателски и парламентарни, сваќа дека е изгубил поддршката на граѓаните на општина Велес и на Република Северна Македонија и се повлекува. Сличности меѓу политичарите и прелетувачите има безброј, ама само моралот е тоа што во суштина треба да ја прави разликата на ова занимање од најстариот занет.